Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро дојдовте во Гласот на народот. Задоволство ми е што ќе бидам со вас како и секојаш овој 45 минути, но ќе обработуваме на интересна тема за жолтото злато, кој е еден основен белег на нашата земја. Не мислам на племенитиот метал, туку жолтото злато што е еден вид синоним за Македонија, како што беше памукот, фионот, секако и тутунот. Тутунот е еден од најбараните производи, индустријски растенија, кои, за жал, во Македонија не се почитува неговата вредност од страна на тие што ги купуваат или се прекупци и заработуваат милионски суми, за разлика од тоа производителите 9 часови минувајќи во нивите, и тоа како семен бизнис, не може да ги остварат основните елементарни услови, права за тоа што го работат. Затоа, почитувани, јас во вечерашната емисија Гласот на народот, како што реков, решив да го поканам Васко Јосифовски, председател на Тутунското здружение Тутунска надеж, и директно од Прилеп во студиото на телевизија Вистел. Ќе го поздравим и ќе посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер и добро дојде. Како патувавте? Па може да се каже одлично. Да. Да бидам искрен, предизвик ми беше да ве поканам со оглед дека кога ги гледам информативните емисии на телевизиите и кога ќе ве следам со каква мака ги представувате вашите проблеми, меѓутоа имаме диалог на глуви, едностран сообраќај. Тие што се најингерентни, најобврзителни да ви дадат поддршка и да го слушат вашиот глас, вашите маки, вашиот крик, остануваат глуви. Затоа вечерашната емисија ви ја посветам целосно и се надам, почитувани, преже можете да го поставите телефонскиот број. Сакам да имаме една интеракција со народот македонски, со оглед дека некој свесно ги уништува сите македонски производи. Сите македонски брендови, реков памукот, имавме еден од најквалитетните памуци во Европа. Зафинот во светот, да речам. После, да речам, познатиот афганистанскиот опиумот, нели тоа, македонскиот беше број еден. Не случајно бевме единствена држава, а Република бивша Југославија, која имаше ексклузивно право да произведува афион. Господин Јосифовски, можете ли ми кажете најпрвен колку луѓе брои вашето дружение? Видете, нашето здружение Тутунска надеж се формираше спонтано пред неколку години и сега веќе стигнавме до бројка од некаде 7-8 членови со тенденција за раст и натам, затоа што тутунарите видоа на некој начин дека Тутунското здружение Тутунска надеж, такво како што во моментот функционира, е целосно на страна на тутунарите, без резерва, и верувам дека веќе напролет ќе можеме да излеземе со една бројка од добри 13-14 илјади членови, зборувам за членови со пристапници. Ако помножиме по 4, бидејќи тоа е семен бизнис, во кој не можете сами вие да настапите, значи тоа е бројка околу 30.000, исправете. Тоа е голема бројка во секој случај. Еден град. Точно. Нели? Еден помал град. Еден помал град. Да. Ајде за нашите гледачи да ги подсетиме тие што веќе им е познат овој навистина респектиран, за мене најреспектиран, не можем за не да речеме еден производство кое представува респектабилно смисло зборот, се вложува многу труд, многу напор. Како започнува?
Кога е започнало со сеењето на тутунот? Па некаде почетокот на март, веќе 14 март е оптималниот датум кога треба да се посее расадот и од тогаш со самото посевање на семето веќе почнуваат оние тутунарски маки се до некаде околу Нова година, додека не се заврши предувањето. Значи, буквално цела година сме на мака. Сте на мака. Како иде после етапа? Најкусо да ни дефинирате организацијата како тече. После сеењето доаѓа? Па тргнуваме со сеење, после тоа расадот сака одгледување, нормално некаде околу 60 на дена минимум. Значи, мора постојано полевање, заштита, ѓубрење, покривање со фолија. Знаете, мартот знае да биде и некогаш ладен, значи да пата мразови, така да. Значи мора да има заштита. Буквално во секој момент некој од семејството мора да биде околу леите со расад. Финалниот дел, значи тука спомнете сушењето и доаѓате на пакувањето, тоа е во ноември, Да. така? Од 8 до 10 тоа почнуваат да се откупува, нели така е? Па некаде 15 ноември почнува оној раниот откуп што ние го викаме. Или маките ваши почнуваат веќе? Точно, нашите маки Маки. почнуваат, најголемите маки. Најголемите маки. Точно, тие се најголемите маки. Јас многу пати знам да кажам дека онај период кога навистина сме изложени и на ветар, и на сонце, и на дожд, ни е многу полесен од овој период кога треба да уживаме во плодовите на својот труд. Знаете, многу е лошо кога цела година работите, произведувате нешто и сето тоа го работите со љубов и на крајот, кога ќе дојдат моментите да уживате во плодовите на својот труд, вие едноставно сте закинати за тоа задоволство, затоа што се случува прво ненавремен откуп, како што имаме оваа година, потоа се случува закинување на вага, да речеме, доколку имате 18-20 килограми тежина на еден пакет тутун, ќе дојде некаде на 17 килограми, потоа доколку класата на тутунот е втора, проценителот ќе ви каже дека е трета, потоа ќе имате проблем со ајде, исплатите веќе одат горе-долу, тука некаде варијабилно од 7 до 15 на дена, со ретки случаи кога може да се одолговлечи. Веднаш ли на рати? Исплатувањето вообичаено е веднаш, со тоа што ние знаеме на рати да го предаваме тутунот. Не одиме веднаш со цела количина, него на 2-3 пати, за да имаме... Не им ги давате наеднаш, туку постепено. Да, постепено. Што тип на тутун одгледувате? Македонија е специфична по тоа што располага со најдобриот тип на тутун. Тоа е тутун од типот прилеп, кој што представува зачин во цигарата. Едноставно, тутунската индустрија можете буквално да ја збришите. Ако го немате тој зачин. Тоа е ниско теснолистен, така? Тоа е ситнолисен тутун, кој што е едноставно зачин. Тоа е она што го дава шмекот на цигарата. Ароматизација. Ќе ми дозволите, јас сам направена една дигресија. 96 година бев во Северна Каролина и таму се сретнав со Рос Перот. Јас и моите колеги, меѓу другото, а бев доста заинтересиран за тоа. И не праша од каде сме, ја рековме од Македонија. И сме на еден од најбогатите американци. И вели, може да ми бидете гости, бе поканам цела група. И што беше причината? Тој е влюбен у Македонија. Зошто? Зашто господинот Рос Перот и еден од собствениците на Филип Морец, кај што се произведува Малборо. За финализација, ароматизација на Малборо, без македонскиот тутун, прилепскиот, Малборото нема да биде Малборо. Точно. И затоа ми беше еден исплик, да речем, на позитивна енергија. Види, во Северна Каролина не причека како принцеви, да речем, крали во секој случај, што сме добродојдени од страна на господинот Рос Перот, бидејќи веќе
ја го кажа своето задоволство дека Македонија е вистинското место за супер ексклузивен, да речам, тутун. Точно. Колку има сенс Министерството за земјоделие за овој супер тутун, кој на светот е доста баран, а нема чувство да го ревалоризират, да ви го исплатат како што треба? Видете, тука е главната поента на она што јас го викам соработка помеѓу сите чинители во едно производство. А Министерството за земјоделство, наместо да е субјект кој ќе ги решава проблемите, буквално е субјект кој ги прави проблемите во Генератор на бели. Точно. Значи е генератор на проблеми. На проблеми. Значи имаме неадекватен закон за тутун, закон кој што дозволува увоз на тутун. Сега замислете, ние располагаме со извонредни климатски можности, имаме извонредни почвени услови, имаме извонреден тип на тутун. Го имаме сето она што ни е потребно да видиме и сме извозници на тутун и одеднаш од некаде се појавува потреба за увоз на тутун. Значи, наместо Уништува македонскиот производ. Точно. Се оди на тоа да се уништи она што го имаме ние, со цел да се отворат некои патишта за некои странски тутуни. Веројатно тука некои наоѓаат начин за собствена заработка, на сметка на една голема, да речам, популација, затоа што ние имаме во моментов некаде 23.000 договори. Доколку земете во предвид дека секое членство да има само по секое семејство да има само по 4 члена, ништо повеќе. Тука веќе имаме 80 до 100.000 луѓе. Вие 80-100.000 луѓе да ги оставите без екзистенција, навистина е неодговор. Тоа е злосторство. Ја така ќе го наречам злосторство. Јас би го нарекол малку поригорозно геноцид, затоа што сите оние кои што веќе на некој начин беа принудени да се откажат од тутунот, се изаминати надвор од Македонија. Тоа е целта. Значи, ние дозволивме нашите луѓе да ги избркаме надвор. Не ние, не Васко како Васко. Нашите луѓе, нашите млади во странство, во туѓина ги избрка Министерството за земјоделие, кое што воопшто не води сметка за земјоделието. Почитуван министер за земјоделие, господин Николовски, Лјупчо, еве јас ве поканувам. Рече, ве молам, бројот го имаме. Верувам дека или некој дел од вашиот кабинет или колеги ќе ви соопштат. Јавете се на овој телефон. Јас испратив вчера порака. Некако да ви известат, за да видите мој соговорник. Еве, јас ве замолувам да најдете простор, ако не, вие, вашиот заменик, нека се јави у програмата. Ќе видите дека ќе имате позитивни вредности ако го слушнете гласот на народ и гласот на тутунарите во секој случај. Беше најавено од министерот Николовски дека вика очекувам цена до 400 денари за тутун од прва класа и минимум за 20% повисоки откупни цени за годинава. Веднаш ќе ви кажам, јас го почитувам министерот како личност, меѓутоа како министер очигледно не е во корелација. Еве зошто. Зашто? Министерот треба да знае дека првата класа во договорите е 300 денари. 20% на 300 денари ќе дојде 360 денари. Како министерот очекува 400 денари, со 20% покачување, мене не ме е јасно. Би сакал, навистина би сакал, доколку е во можност, да не да се јави, дури да дојде во студио и да ме убеди дека е можно такво нешто. Значи, за да имаме 400 денари за прва класа тутун, тогаш мора да биде покачувањето над 20%, колку ќе му останам да пресмета самиот министер. Инаку, доколку се оди со 20% покачување на цените на тутун по класи во однос на ланската година, тогаш, доколку дојде до проценка според правилникот за квалитативна проценка на тутун, наместо да имаме зголемување на цената,
ние ќе имаме намалување. 60% од вкупниот тутун што може да се произведе од хектар влегува во втора класа. 15% се прва класа. Да. Останатото е трета класа и дополнителна, да не речеме на четврта класа. Кој е надлежен за контрола на проценката и заштитата на тутунарите? За контрола на проценката е надлежен земјоделскиот инспекторат, каде што повторно имаме еден апсурд. Што значи тоа? Еве, сега ќе ви објаснам што значи тоа конкретно. Моментално директор на Државниот инспекторат за земјоделие е доскорешен директор на откупна фирма. Директорот на СЕКЕ, господинот Јане Станковски, сега е директор на на земјоделскиот инспекторат. Тоа значи буквално како на волкот да сте му дале да чува јагниње. Овие дубиози во секој случај што се наметнуваат и се виденневе го кажувате, верувам дека министерот ќе не издаде решение да даде одговор со оглед дека ако настапиме не критички, туку во збориме за волја на вистината за фактичката ситуација. Да. Од друга страна вела дека се тоа напумпани, дека тоа е интриганство, дека позицијата, ја дека не сум опозиционер, не сум, јас сум само новинар, меѓутоа ова што го слушнав од вашата страна, од вас лично, го слушнав истото, го реагирате, го дискутирате и на други медиуми. А има до се дали ве викна, дали разговаравте, дали демонтира за се тоа што вие зборите? Ние пред 3-4 дена имавме една трибина во Прилеп, Добро. на која што донесовме заклучоци во соработка со тутунопроизводителите. И тие заклучоци ги преточивме на хартија и ги упативме до Министерот за земјоделие и очекуваме да не повика и да разговараме на овие теми, затоа што сметаме дека има голема разлика во она што е договорено како цена во договорите и она што би требало да се исплати како цена на крајот на производната година. Така да мислиме дека мора да се најде начин, на некој начин да се вклучиме во преговорите, во договорењата со откупувачите, затоа што очигледно е дека Сојузот на земјоделски здруженија, кој што според закон е легитимен застапник на тутунопроизводителите, или нема капацитет за да преговара, или пак е задолжен да молчи. Затоа што, ова го велам, затоа што и преседателот на Сојузот на земјоделски здруженија, господинот Мендес Томнаровски, И тој е партиски војник. Дали е партиски војник или не е... И тој е англиска кралица. Не, моje е само да кажам дека пролетоска кога излегоа договорите, господинот Менде бараше покачување на цените за 20%. Тогаш се излегов со онаа математика дека 20% во суштина, доколку се тргне на проценка според правилник, ќе значи намалување на цената, некако се стиша работата, за сега повторно излегува Менде и повторно вика потребно е 20% покачување на цената. Ние имаме веќе од пролетовска до сега 40% инфлација. Со 20%, со некаде 300 денари производна цена на килограм тутун. Ние тутунарите ќе ги доведеме во ситуација не да земат некој денар, него буквално ќе ги доведеме во ситуација да бидат боршли на откупувачите. Ајде да збориме во процесот на откупување. Кои се откупувачи? Од каде се откупувачите? Откупувачи имаме повеќе. Имате Сокотаб, тоа е... Главен играч е Сокотаб, кој што е регистрирана во Битола. Колку што мене ми е познато... Тој е таму Менде, мислам дека, или не? Не. Таму раководител е
некој грчки представник. Сокотап исто врши откуп на тутун и во Турција, и во Бугарија. Потоа го имаме Бако, Паурбита, па Алијанса, Секе. Значи има повеќе откупувачи, некаде десетина се регистрирани. И што е чудна работа, кај сите цените се отприлика тука некаде, барем да има разлика во цените, човек ќе знае да се ориентира, да каже чекај не одам ваму, ќе одам ваму. Меѓутоа овие сите настапуваат со идентични цени и буквално тутунопроизводителите секоја година се уценети. Сакале, не сакале, морате да ги прифатите договорите и едноставно доколку сакате да произведите, ќе прифатите договор и штом сте прифатиле договор, вие сте должни. Да. Точно, тоа се работи. Но еве сега да одиме вака. Ти ви го откупуваат, пример, колку е? 10 евра, кажува. Или ви барате, колку рековте? Тие ни го откупуваат 5 евра. 5 евра, а ви барате 10, така? Да. Од друга ситуација, колку го препродаваат? Колку што јас имам некои сознанија, можеме, сега ние од тука двајцата да си порачаме тутун од нив и да го набавиме за некои 50 евра килограм. А ви го А ни го откупуваат по откупуваат 5? за 5 евра. Точно. Значи, од вистински грабеж. Станува збор не за Грабеж? грабеж, него дури и полошо од грабеж. Да, не знам кој збор да го Не, употреби. Значи, и- 9 часа да минеш, да работиш, 5 часа да се наведнуваш, да со сето семејство, се мачи сето тоа, и на крај некој 10 пати, значи ова е времето на оној ултра тежок капитализам на Јасно. колонизаторски систем на однесување и Точно. владење. Прочитав некаде дека бруто плата на еден откупувач, докато доаѓа околу 200.000 евра, точно ли, месечно? Тоа е податок од Управа за јавни приходи, каде што излегува со податок дека некој трговец со тутун има месечна бруто Скопјанец е, така? Скопјанец, да. Добро. Има месечно заработувачка, бруто заработувачка од 195.000 евра. Евра, значи 10 денари. Не се денари, не зборуваме за денари, не зборуваме за некоја мала валута, зборуваме за евра, зборуваме за 195.000. Тоа изразено во тутун е некаде околу 40 тона тутун, значи 40 Месечно. тона тутун месечно еден човек ни Заработува. зема. Дали тој ги дели со тие, например, кои се вклучени во тој бизнес или сам? Дали тоа постои некоја, да речам, повторно некоја црна, некој црн пазар во секој случај или коруптивни односи? Според мене, во реални услови на стопанисување, толку енормна заработувачка не би била возможна доколку не е дозволена од некој. Значи некој амин треба Значи, да каже. некој што кажал амин, веројатно има и некоја добивка од тоа. Да. Семејен бизнис вие, семејно одгледување. Колку години се занима вашето семејство? Во моето семејство тутунот се произведува од кога јас памтам. Значи, пред мене произведувале тутун дедо ми, баба ми, па татко ми, мајка ми, еве и јас. Не можам да тврдам дека децата ќе продолжат, затоа што Еден век, условите- може да речеме еден век? Па може да се рече еден век, затоа што и тутунопроизводството во Прилепско-Битолскиот регион, во оној регион каде што јас живеам, се произведува уште за време на турското робство. Да. Во секој случај, кажете ми, например, вие сте во Прилепскиот регион, така? Каде се уште имаме ние простори за одгледување на тутун? Тоа е Радовиш, не? Доста квалитетен тутун се одгледува во Радовиш. Исто Тоа е таков ситно исто листен? ситно листен тутун, тоа е некаде околу во општина Конче. Потоа доста квалитетен тутун исто се одгледува во Демирхисарскиот регион. И имаме квалитетен тутун во општина Долнени, Добро. каде што буквално и цели семејства обстојуваат исклучиво од тутун. И најголемото незадоволство од моменталните состојби со тутунопроизводството доаѓаат точно од тој регион, од Долненскиот регион. И
доста добар квалитет на тутун имаме во регионот на Тополчани кај селото Канатларци. Како што беше спомнато, тутунот е една од стратешките македонски култури, меѓутоа само декларативно. Ако е стратешка култура, треба да се запази, да се зачува, да се мотивира. Дали нешто добивте од ИПА фондовите? Вака сега. Што се однесува до стратешка култура на тутунот, тутунот е единствена култура која што е со закон регулирана и единствена култура земјоделска од која што во земјата влегуваат од 100 до 130 милиони евра годишно. Колку? Од износ. 100 до 130 милиони евра. Значи, добра сума, толку евра влегуваат во државата од тутунот. Колку е од интерес на државата да се задржи, може да се заклучи од самата оваа сума. И мислам дека доколку не се вклучат посериозно факторите, мислам, кога велам факторите, мислам на владата како влада во целина со Министерството за земјоделие, посветено малку, мислам дека за година до две тутун буквално ќе нема во Македонија. Една компаративна анализа. Значи, во времето на Николовски не е да работите. Претходно како да ја работите? Дали имавте проблеми со ВМРО ДПМН? Може би никогаш не биле идеални. Тоа сега кажам, како се одвива? Дали секогаш имате вакви маки? Идеални не биле никогаш. Периодично се случувале и добри откупни години, меѓутоа знаело да има и лоши откупни години. Меѓутоа, факт е дека последниве неколку години ситуацијата со тутунот е катастрофална. Обезбедивте некој од механизациите, нели, организира дека? Што се однесува до пристап до фондовите, често пати се објавуваат огласи дека се одобруваат некои ИПАРТ фондови. Јас сум имал таа среќа до сега да немам потреба да аплицирам, да се надеваме дека нема ни да аплицирам. Претежно се доделуваат на партиски послушници, да не речам партиски војници. Тоа е една работа. Друга работа е што не се доделуваат на млади. Вие може да замислите млад човек од 20... Да мотивираш. Точно. Млад човек од 20 години кој што треба да тргне во производство, кој што треба да тргне во живот, буквално нема денар во джебот и сега треба наеднаш тој да оддели, да најде 10-15 илјади евра за да купи механизација, за да стартуват, со тоа што од фондовите покасно ќе му се вратат 50-70 на 100 од парите. Меѓутоа, факт е дека во моментот кога купувате машина, треба да ги имате тие пари во кеш, да ги дадете. Такви луѓе ние немаме. И затоа многумина посегнуваат по кредити, кои што потоа не се во состојба да ги вратат, па денес имаме многу млади земјоделци кои што успеале преку ИПАРТ фондовите да дојдат до некаква механизација, меѓутоа денес тие млади момци не се тука. Тие денес се во Швајцарија, работат како земјоделци во Швајцарија, како аргати, за да можат да извадат некој динар, да ги вратат кредитите кои што ги зедоја тука, за да дојдат преку ИПАРТ до машини. Од готова версија. Точно. Дали може да се дефинира едно планско производство, например, со откупувачите, и да ви кажат, ние бараме толку и толку количина. И ние ќе ги откупиме, значи со гаранција и со дефинирана цена. Зошто го велам ова? Ќе направам пак едно искуствено збор. 2000-та бев во Тајван, исто пак со една група колеги мои. Имав таа можност да се стретнам и со и го доносев, дојде заменик министерот за земјоделие, замислите, заменик, а што ќе рече министерот кој беспрекорно работи и одговорен е за илјадници хектари земјиште. И тој ми кажа, вика, вие како се организирате? Ја викам, не знам што да ви кажам, гледам се жалат, кукат. Кај нас не. Ако ние подпишеме договор, планско производство,
на 10 хектара и тој ја одработува, доаѓа екипа, собира и добива пари. Може ли тоа да се случи или тоа само ќе биде утопија во Македонија? Како да се организира тоа? Може да се случи со добра волја на раководните структури на државата, не дека не е дефинирано во закон. Меѓутоа, работата е што законите се изигруваат кај нас. Со самото склучување на договорите, Да. веќе се предвидени количините и сумите по класи за тутун. Каде настанува проблемот? Каде? Проблемот е во тоа што тогаш кога треба да имам пред мене готов договор, значи пред да го посеам расадот, јас треба да имам готов договор кој што ќе го подпишам, ќе го прочитам и ќе видам дека првата класа, например, ми е проценета на 300 денари за килограм. Јас во моментот на сеидба на расад немам договор. Како да роди? Едноставно. На збор или на... Значи, доаѓаат од откупните фирми, собираат податоци кои парцели планираме да ги садиме со тутун, парцела број тој, ги внесуваат во ИСЕТ системот, во електронскиот регистар и може би, ево, јас ни ден денес, ево и тука сум дојден сега, во овој момент јас немам подпишан договор со откупувачот каде што треба да однесам тутун. Дали се случува некојаш коруптивна ситуација да го оценуваат нешто? Лично мене, барем за сега, не ми се случило, макар што сум слушал во одредени ситуации, тоа беше пред 3-4 години во периодот на короната, кога неколку тутунари се пожалија дека им биле барани пари за да им биде земен тутунот. Колку е, например, И даре. цифрата, да речеме? Сега, не можам да кажам точни цифри, меѓутоа се движеа од 100 до 300 евра некаде, во зависност од понедените количини што требаше да се одземат. Сега, се случуваше многу порано, она кога... 300 евра за еден тон? Па тука некаде. Сега, можете да замислите доколку се 2 или 3 тона, што би се случувало. Се случуваше многу порано, во оној период кога јас бев дете, кога прв пат се соочив со неправилностите при откупот на тутунот, каде што многумина од тутунарите мораа да однесат или печено прасе, или печена гуска дури на шефовите на откупот, па да го предадат тутунот, колку толку да зема нешто повеќе. И тоа многу пати на татко ми викав, добро бе тато, нашиот тутун е исти како на овој пред нас. Зошто сега неговиот тутун отиде во прва класа, нашиот во тројка? Па синче, неговиот отиде, вика, во прва класа затоа што од другата страна влезе прасето. Заради тоа има. Да, заради тоа, значи, сега сум немал, веројатно, можеби... Не беше информиран или дали би дале, дали би понудиле да речете? Нема шанса, барем јас, ваков како што сум потабиет, нема теоретска шанса да понудам подкуп, затоа што знам да се борам, знам што нудам прво, знам што носам и знам да се борам за она што сум го произвел, така да од мене е малку тешко да се земи и подкуп, а малку тешко и да се земи тутун под вистинската вредност. Господин Јосифовски, може ли да настане некој вид делавера, делумна класификација, да ако е трета класа да ви го дефинираат втора класа или не може тоа така да помине прво? Да, се случува и тоа, настанува многу пати. Исто со гуски и со прасиња? Па, може би не со гуски и со прасиња, може би со наредби на директорите, кај што им се кажува на проценителите дека денес ќе откупувате во трета класа, да речеме. И сега проценител сакал, не сакал, едноставно настапува така. Доколку тутунопроизводителот нема доволни познавања, да бидеме јасни, сите тутунопроизводители не се познавачи на тутунот во она што значи квалитативна проценка на тутун, може да го дадат за таа цена, за таа класа. Во такви ситуации ги имаме поверениците кои што се делегирани од Сојузот на земјоделски здруженија, кои што би требало да се борат за класата која што треба да ја носи тутунот. Меѓутоа и тука имаме проблеми каде што поверениците вообичаено ќутат, не настапуваат, се со цел оној момент кога ќе дојде нивниот тутун за проценка, да поминат тие подобро. Значи, и
Тоа влегува во некои, ајде да речем, води на коруптивно однесување на поверениците, затоа што тие се платени од тутунопроизводителите и треба да ги штитат правата на тутунопроизводителите, а не да се борат за себе и да ги штитат дури правата на, уствари не штитат, него ги штитат неправилностите на откупувачите. Колку очекувате да добиете одговор од вашето барање? Па јас мислам дека во рок од 2 до 3 дена би требало да добиеме одговор и се надевам дека ќе бидеме повикани на разговор, затоа што поинаку не гледам излез од ситуацијата во моментот. Понудата и натаму ви важи, господин Николовски, ќе биде задоволство да ве слушнеме. Еве предизвик во секој случај да покажете дека сте вистински министер во вистинска смисла зборот и да го слушнете гласот на тутунарите, во гласот на народот. Ова ќе биде вистинска приличина да видиме колку сте ревности на вашите ветувања. Јас све почитам дека сте доста активен. Никош не сум ве критикувал, да бидам искрен, еве можност да покажете дека тоа што го ветувате го имплементирате на дело. Имате представник на тутунарите кои изразуваат незадоволство, а вие сте тие што треба да ги организирате. Ве молам, телефонот ви е регистриран, околку не, дајте мандат на некој ваш заменик, некое лице кој може да се јави да даде одговор на господот Јосифовски, кој е председател на Сдружение Тутунарска надеж. Дајте им надеж. Во контекст на се тоа рековте, има луѓе кои не се разбираат. Што тоа значи? Директно влагаат у бизнисот, у производството, немаат познавање? Тоа значи дека кои се тој познавањата? е Што треба? одличен работник, буквално. Значи, знае да го произведе тутун. Збориме на тие што се разбираат. Точно. Значи, знае да го произведе тутунот, ќе го дотера се она што е потребно за квалитетен тутун. Меѓутоа, кога ќе дојде на вага, тогаш не може да разликува кој тутун е за во втора, кој тутун е за во прва класа, кој е за во трета. Едноставно, сиот тутун му е ист. Јас сум имал во една прилика таква ситуација кога реагирав, каде што проценителката буквално ми го рече ова: Васич, ајде те молам, седи си настрана затоа што после него си ти. Значи, буквално Тоа закана. како да ми рече, седи да земам од него за да ти дадам тебе. Значи, пак одиме на она што викам дека треба да се навикнеме, треба да се научиме да работиме онака како што налагаат законите и онака како што е исправно, онака како што е правилно. Доколку има квалитет, треба да се цени квалитетот. Затоа што без квалитет ние ќе немаме производство. Без производство утре ќе оставиме на улица над 100.000 луѓе. 100.000 луѓе Бројка. не се шега. Тоа е големо злосторство, ќе речем во секој случај да отпуштиш човек од работа, тоа е најголемо злосторство што постои. Да го оставиш на милост и немилост. Но како идеја, како предлог, во рамките на проценувањето на класификација, дали можете да бидете вклучени самите вие производители од Сојузот, да речем, или од Друженијата, и да биде најпрофесионалното сторено, а не од аматери или оние, да речем, кои се жедни за прасиња и гуски? Видете, поверениците сите имаат лиценци. Тие се лиценцирани. Како се доаѓа до лиценца? До лиценца Исто се со доаѓа мито? со полагање на испит во Институт за тутун во Прилеп, со определено изразено знаење, се доаѓа до лиценца и тие луѓе се лиценцирани, значи имаат лиценци. Работата е на добра волја, работата е колку сакаат да го одработат она за што се платени. Не дека не знаат тие. Имаме гледач? Добро. Ако имаме гледач, јас би вклучил во секој случај, јас мислам дека требаше некој од вашите здруженија. Режи, ако доколку имам вклучување, молам дајте само сигнал, ќе биде задоволство да ги вклучам. Дај Боже и министерот да се јави. Со оглед дека тешко се решава да доаѓат на вакви емисии, со оглед дека ако се нарачани емисиите или нарачени разговорите, тие доаѓаат со задоволство, за да некој може да им клима со главата. Но заборава дека незиното височество фотелјата е е сласт, власта е сласт. Меѓутоа таа се губи. Министерот на неколку пати... Имаме гледач на линија или имаме само временски? Добро, да, имаме уште 5 минути до емисијата да заврши. Министерот на неколку пати е дојден во Прилеп
Неколку пати ли? Неколку пати едеме во Прилеп. На прасе гуска или чисто Сега на кафе му е? не сум го видел на прасе, меѓутоа сум го видел дека дошол во Прилеп и јас сум очекувал покана како здружение да бидеме повикани на некоја средба, меѓутоа не знам од кои причини секогаш не заобиколувал. Зашто страф има од вас или што е? Сега, не би рекол страв, веројатно се држи до она дека некои работи не ќе може да ни ги објасни. А што е причината не ви објасни? Што е толку? Многу се тешки вашите барања? Нашите барања не се тешки нашите барања, колку што се лесни нивните погрешни потези. Господин Сифовски, овој проблем е, мислам, како да кажам, да, 2001 исто така имав таа можност да бидам соработник со една новинарка од Тајван. Верувам дека се сеќавате, таа истата новинарка од Тајван собираше потписи за неменување на името, Да. што не се одважија големите, да речам, медиумски куќи и патриоти, новинари Да го комерцијални, да тоа го сторат. Си земам за право да го коментирам, но имам право. Вистинско право да критикувам. Меѓутоа, госпоѓата беше изненадена, вика, Слободан, зар ова е можно? Ова е најисплатлива, тешка работа, меѓутоа не смеат овие луѓе да бидат ставени на милост и немилост. Значи, која дистанца, тоа е за 23 години. И никако не ви се смени од тогаш, да речем, условите, начинот на реализација, организација. Не да не се смени, за жал, на полошо. Беше потребно и е потребно да се регулира со закон откупот на тутун во смисла на забрана на увоз на ситнолисен тутун во било кој период од годината. Сега имаме дозвола за откуп, за увоз, штом заврши откупот. Сега, кој е тој што ќе врши добар откуп тука, ќе го плати добро тутунот, кога знае дека после завршување на рокот за откуп може да увезе колку сака. И голема грешка е што се дозволи компаниите кои што дојдоа од страна, се регистрираа тука, наместо да вршат откуп на крупнолисниот тутун, на вирџинијата, тие увезуваат вирџинија, дури увезуваат и готови цигари, а нашиот крупнолисен тутун се уништи. И денес ние имаме, уствари, се соочуваме со забрана за производство на крупнолисен тутун и оние региони каде што се произведуваше крупнолисниот тутун, тоа е регионот околу селото Могила, општина Могила, Кукуречани. Тоа е Битолско, така? Битолско, да. Денес тие луѓе имаат забрана за производство на тој тутун и произведуваат ситнолисен тутун, што е додатно оптоварување на пазарот, макар што и покрај тоа што се оптовари пазарот со производство на ситнолисен тутун, оваа година имаме драстичен пат на производство. Која е вашата порака? Мојата порака е дека Обратите се во камера. час поскоро, значи не утре, уште вчера, да почне откупот на тутун, да се дигнат цените не помалку од она што ќе значи гаранција на просечна цена од 600 денари. Затоа што имаме двојно намалено производство на тутун во однос на минатата година, имаме двојно подобар квалитет во однос на минатата година и на крајот на краишта имаме откуп на тутун Вирџинија во Србија од 5 евра. Тутун Вирџинија и тутун тип Прилеп по 5 евра, мислам дека не одат. Благодарам многу што бевте мој Ви соговорник. благодарам што ме поканивте. Беше задоволство и мене. натаму ќе поканам, видејќи сакаме да ја завршиме ова работа во ваш интерес. Да се надеваме дека ќе успее. Да, беше благодарам многу, почитувани Васко Јосифовски, председател на Сдруженијето Тутунерска надеж. Ви пати порака до министерот, дека се разбуди секој случај ако заспал. Рече, молам, бар една минута од будењето, ова е за министерот Николовски, а тоа е да се разбуди. Ве молам, пуштете ја будење, а со тоа ве поздравам. Се гледаме утре во 21:15 во нашиот политички магазин
вечер вас со Слободан Томич. Пријатна вечер. Значи, одиме со будење за министерот Николовски да се разбуди. Спиев, се разбудив. Завршив. Спиев. Кога се разбудив, Да стане, да не стане Боже прости. Охридски. Ми рекоа, не се противи. Тоа е заради човековите права. Заспав. Кога станав, половина Македонија беше прекриена со џамии. Ми рекоа, молчи. Треба да се почитуваат верските права на другите. Си легнав да спијам. Кога се разбудив, моето сонце од кутлеш беше на земја, а друго знаме се вееше. Ми рекоа, така мора. Не било мое сонцето од кутлеш. Заспав пак. Кога се разбудив, Македонија беше северна. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.